Штип е на добар пат веќе од месец март да се извлече од црното струјно сценарио за јавното претпријатие ИСАР и за општината. Небесно високите сметки за струја се ризик кој за само 6 месеци општината и ИСАР може да ги одведат во уште подлабоки должнички води, од каде заедно со сегашниот долг од 5 милиони евра, речи си е сигурно дека назад ке нема. Поради ова, градоначалникот Јорданов интервентно работи на опцијата дел од водата за пиење на Штип во иднина да се обезбедува од хидросистемот Злетовица. Се прави се, Штип и понатаму да има здрава, но и вода со прифатлива цена на чинење, со што ќе се амортизираат сега огромните сметки за струја. Опцијата вода од хидросистемот Злетовица сега е најзрела и таа е излезниот план Б за граѓаните. Велат од тимот на градоначалникот Иван Јорданов, Штип во просек дневно троши по 14.000 метри кубни вода или на месечно ниво тоа се 420.000 кубици и за нив, за разлика од досегашните неполни 70.000 евра месечно, сега се плаќаат помеѓу 300 и 350.000 евра, што е товар кој за кратко време претпријатието ќе го срамни со земја. Од овие причини излезот Злетовица е единствен се до стабилизирање на пазарот и цените на струјата. Иако Злетовица е излезот, некои пумпи на ИСАР ќе останат во функција и понатаму, со што градот во секој момент ќе има резервна варијанта, што подразбира дека вода ќе има во сите случаи. Дополнуваат нашите соговорници од тимот на Јорданов. Со ова решение, месечните трошоци за струја на ИСАР би се движеле околу 100.000 евра, што е далеку под сегашните 350.000 колку што претпријатието веќе плаќа со новите цени на струјата. Од овие причини, активирањето на Злетовица за Штип значи добар маневар, категорични се економистите.